Абсурдна ситуација со станарите од кулите 1 и 2 во Штип. Некои од нив организирано се против локалната самоуправа Штип. Не сакаат таа ниту бесплатно да им ги среди дворовите и направи фасадите. Во прва фаза, предвидено е да се направат паркови содржини, проследени со постување на клупи, на патеки од бехатон и хортикултурно уредување, а во втора фаза, доколку се пронајдат соодветни спонзори и уредување на фасадите, екстерно облагородување, со цел да добијат подобар лик. Зошто станарите се противат на предлогот кој би требало за нив да е привилегија? Гражите не знам што е, но нека се најде идејно решение за нив, а тоа е да се предложи некој изработка на нови гражи или од сврст материјал, па потоа да се со старите гражи да се најде решение. Дека да ги ставиме колите сега. Од друга страна, локалната самоуправа инсистира на средување бидејќи местото е во еден од најубавите делови на градот. Овде е економскиот факултет, но и мултимедијалниот центар, кој е место на многу домашни, но и значајни интернационални активности. Која е одлуката на локалната самоуправа во ваква ситуација? Излегува на терен градежниот инспектор кој што прави записник и им наложува одреден законски рок по кој што треба да ги отстранат. Доколку не ги отстранат, тогаш на сила е законот, а законот вели дека општината може да ангажира фирма за уривање, кој ќе урнат гаражите, сметката за она што е потрошено, односно за активноста и ангажманот, ги плаќа самиот корисник. Тврдиот став на овие станари не го поддржуваат ниту нивните соседи. Како ги се снајдел, така си правил, па сега натека има надлежни, има се, нека преземат мерки ако мислат дека не е исправно. Во секој случај, проблемот е специфичен, но и банален, бидејќи упатува на исклучително индивидуални интереси, а во прашање за Штип е многу важен проект. Онаму кај што престанува совеста, треба да проработи законот. Во случајов, локалната самоуправа е во право и добро би било станарите да заштедат пари и сами да ги дислоцираат гаражите. Категорични се правници за ТВ Стар.